Јас не говорав, него само го цитирав законот кој предвидува минимална казна затвор од 10 години. Дали сте убедени дека со сите докази докажавте дека сите овие обвинети кои што станаа во овој процес се виновни, дека судот ги викува да се завинат? Јас сум убедена во својот суд. А дали судот ќе ги прогласи за виновни, ќе видиме. Дали ќе потребното многу обвинене? Што го време да стикувате со vezano? Очекувам во најкраток рок да се донесе наредба проведување на истрага и за организација. А кои ќе бидат тие, ќе видите кој ќе изготвиме наредба. Тоа не го исклучува Никола Груевски од одговорност, бидејќи во завршен збор го спомнавте. Имаме очекувања. Сепак сметам дека треба да се стрпите да се донесе наредба за истрага. Во Докаде истрагата за бегството на Груевски, слушнавме дека Албанија не ги даде снимките, дали имаме нешто друго ново што може да се искористи во корист на тоа да дознаеме како избегал Никола Груевски? Видете, јас не бев во државата, дури синоќа се вратив. И не успеав денеска, поради завршните зборови, да се видам со колегата кој постапува по предметот. Така да не сум запознаена што друго превземал во овој период дека бев подсуден. И дали и што има нешто ново. Само сакам на јавноста да ја потенцирам дека меѓународна правна помош од Република Албанија е побарана во исто време кога е побарана и меѓународната правна помош од Република Црна Гора. Колегите од Црна Гора постапија и вие знаете дека ми ги доставија сите барани докази. А од кои причини? Не е постапено од страна на одговорните лица во Република Албанија, не ми е познато. А го има ли Го споменавте за прв пат Црна Гора? сведок. Го има како што е кажано досега во возило со двајца унгарски дипломати? Добро, може ли надвор од ова помислењето на Врховен сега е во дилема јавноста, дали вие би ги преземале предметите за да не пропаднат од СЈО? Според постоечкиот закон, кој се уште важи за специјалното јавно обвинителство, тие треба да ни ги предадат. Доколку не ни ги предадат, ние според тој закон не можеме да ги бараме и да ги преземеме. Но во таа ситуација нема прислушуваните разговори да бидат докази, ваши докази, ќе не можете да ги користите. Доколку ги работите овие истраги и предмети. Зошто? Такви е тврдењето на дел од експертската јавност и дел од Врховниот суд кој се служба. Доколку се сеќавате, кога тие снимки беа предложени како доказ од страна на СЈО, судот, првостепениот, ги одби, не ги прифати, но по одлука на апелациониот суд, тие стана докази во предметите. Нема зошто таа одлука да не важи. Не е битно кој постапува по предметот и кој е обвинителство. Сите сме обвинители. И одлука на суд е одлука на суд. Вашето мислење е противставено на досегашните изјави на адвокатот и од Врховен суд и од другите правници. Видете, тоа е моје мислење. А доколку ни ги предадат предметите и почнеме да постапуваме, ќе видиме што ќе се случи. Тоа е за сите предмети кои што се преземени од кај вас или и за истрагите кои што тие ги отвориле, а не се врз основа на да речеме одбиени кривични пријави од вашите обвинители. Се работи за предмети кои се преземани и од кај нас, и од за кои